Добро вечер, почитувани гледачи. Следите ново издание на Директно. Светот деновиве живее во ритамот на фудбалот. Започна уште едно светско првенство со нов формат, мега стадиони, милиарди евра во оптек. Може ли фудбалот да ги победи глобалните војни, страдањата и поделбите? Светот уште еднаш бара мир и витештво. Македонија во големата слика, не помалку од другите нации, сака интеграција и заедништво. Додека светското првенство го гледаме само на екраните, да подсетиме како јазикот и идентитетот се бранат преку спортските арени и победи. Каде е македонскиот спортски дух денес? Зошто великани како Панчев и Пандев се исклучок наместо системски производ на нација што знае да победува? Општествените и идентитетски кризи и победи со спортскиот коментатор Атанас Костевски и новинарска легенда би рекол денеска во студиото на Директно. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, Костовски. Така не беше? Костевски, Костовски. Костовски реков. Има шанса да бидеш добар коментатор спортски. Според ова што го Грешиме. грешиме. Најмногу. Затоа што и многу работиме, многу зборуваме. Како се чувствувате во студиото? Благодарам пред се на поканата, ме подмлади за многу години. Еве, за почитуваните гледачи, да кажам дека овде поминав од 14 декември како учесник во првиот телевизиски дневник на телевизија Скопје 1964 година до средината на 1986 година имаше едно светско фудбалско првенство, во Мексико беше месечини и се селевме и се преселивме тогаш во новата зграда која ја градевме, ја изградивме со наш голем придонес, се откажувавме од некој недоместок за годишен одмор, а сега чувствувам дека моите колеги како да се подстанари во она што беше наша собственост и речиси и со наши пари го изгради. Првите спортски коментари беа од оваа зграда каде што сме сега? Да. Се сеќавате ли на првиот? Првиот, реков, дневник 14 декември 1964 година, првиот директен пренос 16 октомври 1965 Вардар Црвена звезда, што гордо звучи 2:0 за Вардар. А одиме понатаму, прв пренос некако постепено, чекор по чекор, го освојувавме телевизискиот простор и телевизиското спортско коментаторство. 1967 беше 3 мај Белград, Југославија, СР Германија 1:0, Скоблар. Од тогаш, значи, и југословенската фудбалска репрезентација е веќе, би рекол, собственост на телевизија Скопје, со коментар на македонски јазик, а првото светско фудбалско првенство 1974 година, Германија, Минхен, 13 беше јуни 1974, а и денеске 16. Да. Знаеш каде беше твојот гостин во овој момент? Каде беше? На стадионот Гезелкирхен, Југославија Заир 9:0. Предолга ни беше селекторската клупа. Селектор Милјан Милјанич, Сулјеман Ребац, Милан Рибар, Томислав Ивич и Милован Чирич. Федерална ни беше државата. Се сеќавате убаво на ова? Убаво се сеќавам. И дури на стрелците Бајевиќ Душан постигна 3 гола, Шурјак, не Шукер, ајде, нова моја грешка од 1998. Шурјак, Џајич, Облак, Петковиќ, Каталински и Богичевиќ. Вкупно 9, а тој натпревар го паметам по нашиот Благоја Видинич. Тој беше селектор на репрезентацијата на Заир. А за помладите гледачи, Благоја Видинич е најтрофејниот македонски спортист.
Гома во Вардар, после во Раднички, па во странство. Како голман има златен медал од Европското првенство во Кан, мислам 1950 и некоја година беше, 54-та, златен медал, на Олимписките игри 1956-та сребрен во Мелбурн, а 1960-та златен во Рим. Следната година, 61-та, на Европското фудбалско првенство, сребрен медал во Париз, еден чуден, убав финален надпревар, Југославија, Советскиот сојуз 7:2, започна во недела, а во понеделник падна тој решавачки гол, го постигна понеделник, така се викаше стрелецот. Значи, Благоје Виденич, по она што има постигнато на фудбалските терени, е без друго, или на спортските седно, од најуспешните македонски спортисти на сите времења. Заборави во најавата да кажам, освен тоа што ве најавив како спортски коментатор и новинарска легенда, дека сте и една жива енциклопедија на македонскиот и спортскиот, и македонскиот и југословенскиот фудбал, па и спорт воопшто. За југословенскиот фудбал многу интересно е, на 3 мај реков, постепено чекор по чекор почнуваме да го освојуваме коментаторството на македонски јазик. Тој е прв надпревар кој ми е веројатно во најдолго сеќавање. Знаете што, да излезете на пазарот, да понудите нешто да ви се купува, тоа да ве слушаат во конкуренција на Младен Делич, на Владан Стојаковиќ, во тоа време најпознати фудбалски коментатори, многу беше тешко. За македонецот, секојаш пубава роба е стока од странство. Знаете, многу се подготвував за тој пренос и дури денеска можам целиот да ви го едноставно пренесам. Се сеќавам на еден детај, Герт Милер, страшен фудбалер, центарфор, постигна на предходната средба со Албанија 2 гола, 4-0 беше за Германија, го откри или му додаде некоја додатна фудбалска вредност Златко Чајковски Чик, тренерот. За него бев подгоден да зборувам можеби половина час. И во текот на преносот ми беше тешко, колку имам убави податоци за него, не можам да ги кажам. Најдобар пренос ќе направиш како коментатор кога од подготвеното ништо нема да употребиш. Значи, во моментот се видел нешто поинтересно. Си мерил дали тоа да го кажеш или на другото. На 10 минути пред крајот на преносот се судруваат со Пантелич, пауза, едно 10 минути и јас триумфално. Ја вртам страницата и зборувам за Герт Милер. Се што спремивте, се кажавте. Се. Дури знам дека бутината му беше од прилика како половината на Брижит Бартовете. Така. Добар, вовет мислам дека ќе имам интересен разговор, дел од тоа што го начнавте, ќе го зборуваме во текот на ова интервју. Деновиве започна светското првенство во фудбал, настан што го приковува светот на ТВ екраните, но кога ќе погледнеме околу нас, живееме во едни страшни времиња, глобални војни, страдања, длабоки поделби. Може ли фудбалот, барем за овие 30 дена, да го стави светот во едно поинакво мирување? Како што тоа го прават олимпијадите, можеби, како што тоа го правеле порано, како што би очекувало човештвото да се случува кога имаме ваков тип на хуманост и витештво пред нас, кое што може да ни донесе поинакво размислување и поинакво гледање на нештата. Или пак мислите дека модерната фудбалска индустрија веќе ја изгуби таа моќ и можеби ја продаде својата романтична душа? Учевме, престанувале во тие стари времиња непријателствата за да се гледа нешто. Ми се чини, Младене, разговаравме на оваа тема пред едно
европско првенство. 2 години има. Да, и ние сме пред нашето прво учество на европските фудбалски првенства, носеше ти друг дрес, добро. И на друг фудбалски терен, телевизиски игравме, зборувавме. Мислам, тогаш очекував оружјето да мирува во Украина. Не се случи тоа. Значи, стварно се нови времиња кај што бизнисот, еве сега, со нафтата и така натаму, иранците играат во Соединените Американски држави. Гледаме дури и некои суди кои што по своето знаење и искуство требаше да бидат се вратени. Сосем други времиња спортот ја нема веројатно таа привлечност за оние што владеат во светот како што некојаш има. Зошто не си веруваат луѓето, па и лидерите? А зошто не се веруваат? Веројатно бизнисот е во преден план. Зошто, да речеме, голем дел од македонците во овој момент не го гледаат светското фудбалско првенство? Зошто? Јас пишував на оваа тема една куса, вака, едно кусови дување, им посагав добре дојде на колегите од Арена Спорт МК, а со тага рекол збогом МРТВ. Добро, ти веројатно добро знаеш од мене, меѓутоа гледачите треба да веројатно да разберат или да сватат или некои го тоа почувствувале. Многумина во Македонија сега не го гледаат светското фудбалско првенство. Мислите не успеа да допрат до и како да допрат? Значи, модерните кабловскиот технологии? оператор има обврска да ги пренесува или да стави на својата понуда програмите национални, тие фреквенции што имаат, ајде, МРТВ, Алсат, Алфа, Телма, Канал 5, Сител 24. Меѓутоа, ако сакаш да гледаш некој спортски канал или да слушаш некоја музика, треба да доплатиш. Националниот канал, значи националните телевизии, се задолжително на некој начин бесплатни за кабловските оператори, односно за претплатниците. Вашата генерација на коментатори беше синоним за една јазична чистота, би рекол, барем така ја доживуваше тогаш народот кој што беше прикован на екраните и имаше само една телевизија. Колку тогаш се внимаваше на македонскиот литературен јазик во етерот? Младене, во ова студио се емитуваше дневник. Овде не можеше да се влезе без подпис на лектор. Зеглин имам, јаве да го паметим. И сега, да речеме, јас ќе го исчукам, немаше компјутери, текстот. Ќе го погледам, ќе го однесам кај лекторот. Лекторот ќе го коригира. Се враќа кај мене повторно, не, ако учествувам овде или овде се просторите за разубавување на спикерките. Да речеме, нашата легендарна Бранка бараше 30 на минути пред почетокот на емитување на дневникот во просторијата да го има целиот дневник, да си го прочита еднаш, два пати, три пати. И таа дури без подпис на лекторот не го примаше. Значи, текстот се водеше грижа. Сега. Колку тоа изигра една, би рекол, суштествена улога во описменувањето на македонскиот народ во тоа време, кој што, бидејќи веројатно многу, да не заборам, сега се сеќавам на нешто што сакам, еве, тебе да ти го упатам како уредник на телевизии вести на Телма и на сите твои колеги од сите телевизии. Знаеш дека половина од нашите пратеници под пароли кирилицата ја читаат како латинично писмо? Кога младене ти си уредник на телевизиските вести,
ти имаш обврска да го почитуваш законот за македонски јазик. Кога ќе ти дојде таа објава, тоа соопштение од било која партија како аудио, видео продукт, кога некој ќе ти го прочита С како С, Д како Д, М како М, имаш право. Законот те обврзува тоа да го фрлиш во уредничкиот кош. И кога 2 пати, 3 пати ти и сите твои колеги ќе постапат во сите телевизии, ќе го прашам оној што сака да направи соопштение, дали повторно ќе чита латиница или кирилица. Еве ќе му упатам вака аплауз, честитки до премиерот. Единствен од сите кои што внимава, вели С, Д, С, М. Меѓутоа и ќе му упатам и забелешки. Сепак, внимателен да види како се обраќа. Јас сум и тој е мој премиер. Ја припаѓам на некој меко ткиво, ама поприлично ми е испарам на кичмата. Имам поприлично здрава коска. Сепак, не сум ни гладен, не сум ни од оние со 100% меко ткиво. Наметнувате тема за политичката култура или политичката некултура. Предпоставувам дека ве боли кога ќе видите дека политичарите најмалку ја негуваат културата на говор. Ама не го почитува јазикот кој му овозможува да биде пратеник. Му овозможува многу поубави животни услови отколку некој друг. И он наоѓа сега да ми продава, не знам, памет. С е, не е С. Кој треба да се грижи пред се за имаме професори, имаме лингвисти, имаме новинари кои што тоа го почитуваат. Па оној што го избрал ќе му нареди, ќе го фати за уво. Последно овакво појавува, овакво зборување ќе го подсети дека македонскиот јазик е тој таков и таков. А овде извини, уредникот на вестите е граничар, тој е цариник. Тој не сме царинена стока, роба да појави на пазар. Добро, веројатно глобализацијата, брзината со која што треба да се создаваат вестите, информациите, да се креираат продуктите, веројатно го има изедено дел од оној новинарски опус, карактер кој што мора да биде во основа. Ама Младене, тоа се подготвува некоја пиар служба во некој партиски штаб. Не зборуваме сега само за партиските, не зборуваме и за новинарските анализи, новинарските коментари, коментаторите кои што денеска ги слушаме и гледаме. Како гледате на тоа? Па мислам дека колегите кои истрчаа на теренот на Арена Македонија се искусни, се добри, докажени на некој начин. Сите имаат сега на некој начин премиерно учество во нешто нов производ што се раѓа. Мислам дека ќе бидат на крајот позитивно оценети. Добро, тие поголемиот дел доаѓаат од школата на МРТВ, предходно на новинарските редакции во телевизијата. Да се вратиме, мене ми е криво да речеме на вистина и неам оправдување зошто македонската телевизија го изгуби светското првенство. Точно, глобални парите се во прашање и се. Меѓутоа, ако се сврти човек околу себе, телевизија Белград, српската телевизија има фудбал. ХТВ има фудбал. Словенија има фудбал. Федералната телевизија има фудбал. Веројатно Бугарија има, веројатно Грција има, веројатно за националните канали зборам, за јавниот сервис, Албанија има. Мислам дека раководството не успеа да се снајде или не беше способно, или беше тако како што е, мораше навреме да интервенира. Веројатно
финансиските услови се во прашање. Да, ама како? Има начин, веројатно еден, може би надпревар беше доволно. Иначе добро е, јас сум пишувал овие спортски канали што го нападнаа нашиот телевизиски простор. Ке слушаме српско-хрватски, српски коментар, а македонските рекламите ги гледаме на македонски јазик. Така беше. И добро е, ова одличен потекст со Арена македонска. Меѓутоа, лошо е што македонската радио-телевизија го прекина она што го воведе на својата програма од 1974 година. Добро, нека биде ова една видна порака дека доаѓаат и следни циклуси. За сегашниот генерален директор има време доволно. Нека биде за да може да се снаоѓаат во следните векови дека во националната телевизија треба да постојат овие спортски коментари. Господине Костовски, го следите ли почетокот на првенството? Тешко гледам, следам, слушам, поради колегите вака. Ке биде тоа интересно. Првенство, меѓутоа, како велат, првите мачиња се фрлаат. Тоа е само почеток. Можеш да бидеш и светски првак, а да загубиш во првото коло. Ова е само загревање. Да. Одиме на куса пауза за рекламни пораки и се враќаме во студиото. Кога ги гледате денешните супермодерни стадиони, милионските договори, вар технологија, во кој правец денеска замина фудбалот? Па, ајде споредам со мојата професија. Јас од 1966 сум на светските првенства, бев асистент на моето прво светско првенство на Младен Делич и на Владан Стојаковиќ. Носев Кока-кола, да речем, ајде и кафе. Требаше многу хартија, многу сечење, лепење, читање, подготвување собствена документација. Сега има се. Значи, коментаторот сега има се. Само треба новата технологија да усоврши. Тоа е за нашата професија. Што се однесува до фудбалерите. Ти имаат сега најтешка, би рекол, работа спортска на светот. Замислите сега фудбалери од Манчестер Сити. Имаат 5-6 на светското фудбалско првенство, кои за себе имаат една тешка сезона во премиер лигата, имаат европски купови и така натаму. И сега веќе исцедени како лимон доаѓаат на завршницата на Кремл, на најубавата споредна работа на светското фудбалско првенство. И треба да го дадат најсилното. Треба да го дадат најсилното. Затоа, на некој начин, мислам сега добро, и медицината, и исхраната, и сето тоа помогна малку, би рекол, додаваат и одмор, паузи, тајм-аути за време на надпреварот. Се мора да се прилагоди. ВАР системот овозможува правичност, што се однесува. И покрај тоа гледаме неправди? Ке има неправди секогаш, само не знам, една анализа некаде имаше и добро, веројатно англичаните, дека Арсенал бил едноставно многу фаворизиран, новиот првак од ВАР техниката. Така да и сите додатни работи што го сочинуваат фудбалот, се на некој начин измислени, додадени, видите се сакам времето како се мери и за тоа дури има казни, за да им се овозможи на фудбалерите полесно оваа тешка задача на крајот од сезоната да ја завршат. Мислам дека терминот оној во Катар, каде беше последното првенство, ќе се докаже дека барем што се однесува за европските фудбалери, а тука е концентрацијата, сите најдобри тука се на нашиот континент, можеби тогаш е најпогодно време за светско фудбалско првенство. Рековте дека на светско првенство со волку многу репрезентации може да има секакви
резултати и Да. меѓутоа на крајот ќе исплива на површина квалитетот. Ајде да ги искоментираме овие што се блиску до нас. Имавме едно изненадување, Босна и Херцеговина, например, која што успеа втор пат да се пласира на еден мундијал. Што очекувате? Па сега, секој пласман за Босна во следната рунда е успех. За Хрватска традиционално очекуваме тамо во завршница да стигне, меѓутоа повторување на успехот од последните две светски фудбалски првенства тешко е. Не затоа што Модрич е веќе во години, не се знае колку да се игра, меѓутоа многу другите многу подобро напредна, особено гледаме се буди и остатокот од светот. Европа не е само единствена веќе во распределбата заедно со Бразил и Аргентина на титулите или на овие завршни надпревари. Насекаде се игра изгледа добар фудбал, а ова проширување на некој начин е шанса да сите се увериме дека навистина фудбалот е најубавата споредна работа на светот. 48 репрезентации, па прашање дали нашиот состав, некој од овие 48 репрезентации, во овој момент може да победи. Има репрезентации што се пониско рангирани, да речеме, на FIFA ранглистата. Па добро, послаби средини играле. Средини, да. Полесно се стигнало до некаде доволно и да учествуваш, може би, таква е групата. По оно историски пласман што го имавме ние на Европското првенство, зошто наместо да тргнеме напред, нашиот домашен фудбал како да се врати во сивилото во кое што често знае да биде? Па ако вака човек помисли, изгледа се врзува со личност, со звезда во генерацијата. Еве, да ги земеме Дарко Панчев, Горан Пандев. Генерацијата на Дарко Панчев, генерацијата на Пандев. Немаме звезда во моментот која едноставно ќе биде инспирација за многумина наши македонски фудбалери. И изгледа многу е тешко да се направи добар фудбалски работник. Мислам, дури како професионалец во федерацијата, а за да се избере вистински селектор, пак тоа е пак многу тешка работа. Мислам дека новото првенство, Варда се врача, добро е за македонскиот фудбал, ќе понуди по-голем квалитет и добро е во нашата репрезентација секојаш да е односот барем 1/4 да има фудбалери од нашето првенство. Тогаш мислам дека нашиот национален состав ќе има поголем успех на меѓународната фудбалска сцена. Вие самите рековте дека Македонија покажува дека има ген за фудбал и сега меѓу Дарко Панчев и Горан Пандев тие се родени со 20 години разлика. И добро, сега, еден е фудбалер на векот што одмина, така е. а другите јас велам сакам да кажам, меѓутоа тие се доаѓаат природно, како еден настан што може да се случи на 20 години, да изроди еден фудбалски генијалец. Зошто нема кај нас системски пристап што ќе ги создава фудбалските генијалци кои што нема да мора да ги чекаме да се родат на секои 20 години. Тука ќе ги имаме на секои 2, 3, 5 години. Па добро, јас мислам дека фудбалските школи на многу наши клубови добро работат, дека има и многу приватни фудбалски школи. Меѓутоа, некако ми се чини, не знам, јас денови го реков тоа, родителите брзаат нивните деца, да речем, да стигнат до прволигашкиот дрес. Во фудбалот многу работа треба. Талентот е број 1, работата број 2 и трпението. Знаете, не може со пари да се купи играње во екипа.
треба многу работа, а системот на надпревари е добар сега, мислам, овозможува талентираните да имаат доста надпревари на кои може да го искажат својата вредност. Толку е многу разгранет и европскиот надпреварувачки систем, така да има многу мотиви нашите сегашни фудбалери и идни се разбира многу посериозно да работат. И тука струката пред се, јас мислам, вложува и Фудбалската федерација во едукација на тренерите. Името не значи, ако си добар бил фудбалер, да бидеш и добар тренер. Тренерството е сепак повеќе од, да речеме, школо и основно, и средно, и факултет. Тренерот треба да биде едноставно едуциран од многу работи, за да му пренесе на талентот, односно да вгради во него или да развие некоја љубов тамо каде што му недостасува. Не е само да добро шутираш, треба и топката добро да ја примиш. Треба и да имаш чувство кога да ја додадеш. Така да фудбалот веројатно е носна професија, но многу тешка и многу треба да се работи. Има ли искрен обид за да се подобрат состојбите во сферата, особено во фудбалот? Гледате ли во работата на федерациите, на клубовите, на луѓето? Фудбалот е скапа работа. И сега, еве да ако анализираме на наш домашен фудбалски терен, да речеме, нашите собрача албанците приватно многу повеќе вложуваат во фудбалот. Македонците малку потешко бркнуваат во своите џебови и како бизнисмени и се. Добро, се надеваме дека нема општеството да се дели на етнички или неетнички во фудбал. Сакав да речам, треба во фудбалот и приватен капитал да влезе. Тоа сакав да го речам. Премалку е, добро, федерацијата се работува и од овие са големи пари од светското фудбалско првенство ке капнат и кај нас во федерацијата, меѓутоа треба приватниот сектор малку да вложува повеќе и во фудбал. Господине Кустовски, додека трае вака светското првенство и додека ние тука од дистанца ги гледаме случувањата и кога правите разлика меѓу делот на екипите, националните репрезентации што играат таму и македонската, можеме ли денеска ние да се носиме со современиот фудбал? Не. Зошто? Па да речеме, пред 5 години многу наши фудбалери играа во многу попознати европски клубови. Јас велам, странскиот капитал вложуваше во нашиот фудбал. Очигледно, надежда последно умира, ќе биде подобро. Меѓутоа, во овој момент немаме имиња што гарантираат, а тоа значи немаме играчи, што гарантираат дека може да се врати времето и на Дарко и на Горан Пандев. Јас не гледам доволно фудбал, не сум толку присутен, меѓутоа како резултат, како финален продукт што се вика на европската фудбалска сцена, не гледам дека ние треба да имаме сега голем оптимизам за некое следно големо европско или светско фудбалско надпреварување. Во едно од минатите интервјуа кое што ги имавме, рековте не можете да сватите како тоа великани на фудбалот, например, како што биле Панчев и Пандев, меѓу себе не проговориле или не размениле мисла за тоа на кој начин треба да се движи фудбалот кај нас. Денеска Пандев е дел од федерацијата, например, каде што активно учествува со своји политики. Панчев е надворот од тој склоп, меѓутоа неговиот збор се уште држи. Очекувате ли ако фудбалските авторитети се соберат на едно место дека може да се направи нешто? Па мислам дека се собираат. Му верувам на новиот председател кој исто е така
од фудбалот доаѓа, дека ќе направи многу, бидејќи и многу други имена, и Новевски ми се чини тамо, кој благодарение на телевизија успеа да влезе во репрезентацијата. Мислам дека Панчев, јас некоја желба изразив, сакам многу да имам фотографија заедно со нив. Мора да најдеме, Федерацијата мора да најде да ги седне тие две бериков фудбалски величини. Панчев е еден од оние што успеа, реков, една сложувалка светска да ја пополни. Графата, златна копачка, 1991. Стрелец број 1. Дарко Панчев. Никој друг нема од нашите македонци, не знам дали од Србија има или не знам од Југославија, бивша. Значи, за тоа се постигне, значи си морал да имаш некои големи фудбалски вредности. Горан Пантев исто така направи многу. Тој е во идеалниот тим на Интер со фудбалери што започнале во Интер, иако тој започнал во Беласица, меѓутоа Ванчо Таковски на 18-17 години него и Стојков ги фати за рака, ги однесе. Имаше чувство покојниот Таковски во фудбал што и кога да направи. Така тие величини ќе бидат поттик за многу подобра атмосфера во нашиот фудбал воопшто, ако бидат заедно. Зошто да не? Фудбалската федерација да направи средба во која едноставно ќе рече ова е вечер на Дарко Панчев и Горан Пандев. Ајде да ги видиме заедно. Во поранешна Југославија спортот беше национален престиж, така се сваќаше. Тој и денеска е тоа, меѓутоа со оглед на тоа што почесто имаме порази, може би од што победи, некако и се навикнавме да не победуваме. Како изгледаше тогаш државната грижа за младите таленти наспроти оваа сега? Што чувствувате? Што можете да приметите? Јас мислам дека нема разлика. Секојаш и тогаш и сега имало на некој начин добри, солидни, можеби и во некои случаи одлични услови за да се тренира, за да се игра, да се патува и така натаму. Разликата е веројатно од системот во смисла на квалитетот на надпреварувањето. Сигурно во Југославија Вардар морал да има силен состав за да се бори и се избори една за шампионската титула. Сега е многу полесно да се биде во Македонија првак, во Босна или во Хрватска или во Словенија и во Србија и така натаму, отколку тогаш во таа заедничка држава. Така да разлика немале репрезентациите, составите секојаш имале добри за соодветно време, се разбира, услови да тренираат, да играат, да го покажат она што го има. Кај нас со децении, последниве децении, веројатно и предходно, некако чувствуваме дека се е исполитизирано. Па зборуваме за судството, за образованието, политиката, нормално секојдневието. И цело време чувствуваме дека народот живее во една постојана апатија, потиштеност. Кога ќе дојдат спортски успеси, сите заеднички се радуваме, ги славиме. Значи се сеќавате веројатно на многу такви и во независна Македонија се разбира. И тоа е доказ дека на оваа нација и фали малку, како да кажам, заедничка радост за да живее поздраво, за да живее подобро, поквалитетно. Зошто политиката не дели, а спортот само на моменти успева да не обедини? Јас реков и ќе повторам да речеме, Југославија многу побрзо и на таков свиреп начин се раздружи по грешки и на ФИФА и на УЕФА. Да не ја вратија
репрезентацијата од Шведска 1992 година, во Југославија се сакаше фудбалот. Од Триглав до Гевгелија. Тамо беше нашата репрезентација тогашна. Југославија ја вратија поради оние настани, се знае кои се. Меѓутоа, да мируваше оружјето 100% ке мируваше, додека се играше, а месец дена трае првенството, па уште ако Југославија, а имаше одличен состав, станеше европски првак, како што стана Данска на место на Југославија, може би многу поинтересен ке беше расплетот на југословенското прашање. Радоста фудбалска, спортска, ја обединува сите. Се сеќам, да речеме, прв пат кога Вардар стана европски првак во ракомет, напиша во Фокус, Вардар ја обедини Југославија, а ја раскара Македонија. Ние поделени овде на... Ајде сега се сетим. Знаеш, Младене, денеска, да останем на традицијата, денеска е 16-ти, според Македонското радио, денот трае 15 часа и 13 минути, според телевизија Сител 15 часа и 18 минути. Значи, како да имаме две вистини, како да се е поделено, еве, за Боби Христов тема, како да едното е СДС, другото, сега намерно кажав СДС, а треба СДСМ, и другото ВМРО. Ова моја Македонија и твоја сонцето два пати изгрева или еднош. Не може различно да трае денот. Еднаш 5-6 минути разлика во исто време, веројатно. Се е некако поделено кај нас. И додека не успееме тоа да го соединиме, што се вика, да биде една вистина, за една работа да се бориме, тешко ќе исчекориме таму каде што сакаме. Така и во фудбалот, така и во спортот. И тогаш напишав, Југославија, значи Вардар ја соедини, Македонија раска, се поделивме на новинари од СДСМ и од... Па овие пишуваат едните, леле колку пати овие напишаа позитивно, колку негативно и испронајдоа, не знам... Добро, тоа беше време на поделби во тој период. Ама и сега сме поделени премногу. И сега сме премногу поделени. По кои основи или по сите основи кои што може да ги... По сите основи сме поделени. Еве, по времето на сме поделени, па камоли по нешто друго. Кога ќе ги видите начинот на кој што се навива, на кој што се бодрат своите екипи, со навреди кон другите екипи, дали тоа од секогаш било така? И бевме сведоци изминатиот период, нели, на повеќе случаи од сличен карактер. Малку сме ние виновни, да речеме, треба веројатно да разјасниме што значат комитите, што значат балистите. Како новинари, како фудбалска федерација, како Олимписки комитет и така натаму, треба едноставно да донесеме закон кои навивачки групи можат и како да се викаат. Па добро, тоа би ограничило слободата на говорот, како велим. Ама не ограничување, не е тоа ограничување. Тоа е пропис, еве денеска преку една компанија доаѓам овде и човекот одлично вели ме казнија. Како те казнија? Апликацијата му јавуваат дека треба да иде таму и таму да прими патник, го видел полицајцот и му доаѓа стоп, казна. Ама јас се вика зборувам од ова. Не, таков закон нема во Македонија, треба доправа да се донесе. Сакате да кажете системот не функционира онака како што треба? Па веројатно сме донеле овој систем одлично, си да го поздравуваме, меѓутоа ако има таква
дупка, не е тоа дупка, тоа е провалија. Како да работи таксистот? Он мора да одговори. Во возењето прима порака кај да оди. Полицајецот вика ти збориш на телефон. Абе, човече, зборувам ја така и така. Не, таков закон нема во Македонија. Тоа треба да се донесе. Не знам. Ама му верувам. Треба, вика се на суд да ода. Еве, уредник си на вести. Можеме да го истражиме. Истражете го тоа. Зад вас се 80 и колку години живот? Добро, сега на 1 август 88 полно. Неколку сменети системи, држави, граници. Добро, ми се смеат помалку, ама јас, Младене, веројатно сме при крај, традиционално се представувам како според книга родени, според црковна евиденција и според пишната карта. Ако не се чул да ти се представам. Ајде. Според книгата на родените, Атанасије Бореје Костич. Според црковна евиденција, Атанаско Костов. Според личната карта, аз значи сум живеел, сум учел, сум работел, еве веќе 50 усогласувања пензионерски имам, во демократска, во федерална, во народна, во социјалистичка, во поранешна, во северна, секогаш Македонија. Точка. И, бидејќи малку тоа е бил политика, ке речам овде, во оваа зграда, може би во оваа студио, имаме партијски состанок, 76 година бе секретар на партија, во екран излегуваше тоа сум јас, Атанас Костовски, историска личност, Гоце Делчев. Не Јосиф Брос Тито, Гоце Делчев. И никој ништо не направи. А Гоце Делчев е за мене македонец со букарски документи. Тоа е единствената вистина. Не можел да има други документи. Македонец со бугарски документи. Татко ми е роден во Чустендил. И тој има бугарски документи. Има. Ако го тргнеме фудбалот настрана, што е она што навистина вреди во животот? Види, вреди да бидеш едноставно човек што нема да ги менуваш погледите, мислењата и не може да ти речат чашата е празна, не полна е. Јас неславно завршив во мојата новинарска кариера, отидов како суспендиран за една реченица, веројатно која може би е врв на едно, би рекол, новинарско искуство. Да речеш дека херојот на надпреварот навивачите го носија на раци. Онаа средба Варда слоги го макнат, финале 2:0 за Варда, Артим Шакири постигнува 2 гола, најдобар е, комитите го носат на нозе, меѓутоа, бидејќи тоа е време на бегалската криза, бидејќи на стадионот имаше многу странски новинари кои снимаат за да нешто се случи и така натаму. И јас преведено за нив велам, македонците го носеа албанецот Артим Шакири на раце. Тоа е тоа вистинското. За таа реченица, за таа мисла, која мислам е 100% новинарски исправна, Атанас Костовски заврши како што заврши. И бидејќи си ми председател на сдруженијето, кој не плаќам, како се вика она, членарина долго време, значи немам право на глас, така е за пензионерите или за оние што нема да платат, би те замолил да поведеш сметка следната награда Мито Хадживасилев да биде доделена. Со колегата Љупчо Јовевски 2024 јас добив таа награда и
да не се случи она никогаш не е доцна, како во мојот случај, лани сам иницијативно предложив еден колега за наградата по распишаниот конкурс и реков, ајде и лани ќе облечам оддело и вртоврска ќе врзам. Меѓутоа, нашата Македонија лани не ја додели само новинарската државна награда, од сите други беа доделени. Сдруженијето не реагираше. Јас напишав една колумна, Мито Хаџивасилев во аут. И едноставно поставив прашања. Дали смета името, знаеме кој Мито Хаџивасилев бил, дали смета можеби некој од пријавените, јас го пријавив колегата Љупчо Гајдов, и дали е празна касата, па нема пари, отиме и пари некои. Јас замолив претеничката Мираковска да постави прашање. Одговор на министерот. Многу доцена на 2 декември се состанал одборот или се конституирал, наградата на 21 се доделува. Некој, значи, не се завршил работата. Тие треба да бидат казнети затоа што не завршили работата. Во секој случај, тоа прашање, бидејќи бев на некој друго место, не го слушав, сакав да го чувам, отворив сите и ги изгледав телевизиски дневници, ама сите, на сите 5 телевизии, не беше споменато. Значи, дури и ние новинарите не си ја сакаме таа награда. Добро е, потребна е самокритика за да бидеме подобри, поквалитетни и да ги вршиме. Ни жолти црвен картон, само те подсетувам, дајте навреме Мито Хаџивасилев, прво перо на нашето новинарство, знаеме што се били идеологи и така натаму. Добро, ајде за крајот почнавме фудбалски, да завршиме фудбалски. Може ли да ни кажете што очекувате, кои 4 репрезентации ќе ги играат или ќе одат до самиот крај на ова првенство? Реков, не сакам да повторувам, мислам новен, реков бидејќи спомнавте дека и други почнаа да играат фудбал. Да. Сите, ама реков, тоа го реков и ајде не сакам сега после новите видувања. Бразил, Аргентина, Португалија и Шпанија. Се думев меѓу Шпанија и Франција, бидејќи 4 ми рече, еве, тие ми се повторувам и сега, реков, за да бидеш светски првак, треба да го одиграш најзначајниот надпревар најдобро. А тоа нам ни се случи, да речеме, во кошарката 1970 година, кога Југославија стана првак и кога победи Америка, а загуби од Советскиот сојуз. Ама вистинскиот надпревар се доби и тако беше системот. Да, сака да кажете, овие први надпревари, кои што некои ги одиграа неубедливо, како Бразил, например, не се најважни. Затоа велам, долг е системот. Мислам, како на Гранд Слем, дори 7 надпревари треба да одиграш за да станеш првак. Не сум сигурен. Значи, еден можеш, 2 и да жртвуваш, таков е системот, важно е да... кога ќе дојде она овој надпреварувачки дел, но кod системот, тогаш веќе се гледа вистинскиот квалитет. И тогаш почнува онај вистински фудбал. Сега е само загревање. Господин Костовски, јас ви благодарам за ова интервју што денеска и за одвоеното време. Благодарам. Едноставно ми даде шанси малку да се вратам и да се подмладам и да се сеќавам на некои моменти со надеж дека дај Господ Боже помогни следното светско фудбалско првенство да ни се врати на нашата македонска радиотелевизија, а колегите да се останат и натаму да си коментираат на Арена Македонија. Затоа што две понуди многу интересни. Ке бираш тогаш, ке режеш, младен е подобар од Таско. Ај него ке го слушам. Тоа ни нас треба, конкуренција. Благодарам уште еднаш за учеството во оваа емисија. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Разговаравме со господинот Атанас Костовски, колега новинар.